Добар ден, почитувани сограѓани. Денеска е 7-миот ден од мојата самоизолација или 14-ти ден од последниот контакт со лице инфицирано од COVID-19 вирусот. Во текот на денот бев тестиран, а што туку ги добив резултатите од денешното тестирање и со задоволство можам да кажам дека сум негативен на тестот, што практично потврдува дека не сум инфициран од COVID-19 вирусот. На сите вами, на вашите семејства сакам да ја посакам добро здравје, а на сите оние кои што се инфицирани од COVID-19 вирусот побрзо закрепнување. Ја користам оваа прилика на медицинските лица, припадниците на Министерството за внатрешни работи, армијата и сите оние кои што се грижат за македонските граѓани за Македонија, да ви се заблагодарам за сето она кој што го правите за нас. Денеска е Велики четврток, на почеток сме од великденските празници, Христовото воскресение. И денеска е денот кога си спомнувам кога бев мал, кога заедно со мојот дедо бевме во еден од православните христијански храмови во центарот на Скопје. Ме држеше за рака и ме погледна. Тино, така тој ме викаше. Денеска е ден кога семејствата православни христијани се собираат на великденски ручек, кога сите се весели и срекни, си посекуваат желби за здравје, среќа и успех во животот. Тој за жал веќе не е со нас, но зад себе остави едно дело Библија за деца. Сигурен сум дека голем дел од македонските православни христијани имаа можност да другаруваат и многу четива да прочитаат од таа Библија за деца. Овој Великден е различен од оние Великдени кои што јас ги паметам во животот. За жал, поради оваа пандемија предизвикана од COVID-19 вирусот, ке нема можност заедно со илјадници други православни христијани вечерта сабота према недела да го дочекам Христовото воскресение пред некој од православните христијански храмови. Но тоа ќе го направам дома, во кругот на семејството, за да се заштитам себе, но она што е поважно, да ги заштитам и другите. Самите ќе си ја потпевнуваме онаа строфа од великденската литургија, кога велиме дека Христос воскресна од мртвите и со смрт, смртта ја победи, а на оние во гробовите живот им даде. Ајде ние сите заедно, почитувајќи ги препораките, да дадеме и да заштитиме што е можно повеќе човечки животи и овој Великден да го прославиме во кругот на семејството, а Христовото воскресение да го дочекаме заедно со нашите најблиски во нашите домови. Сигурен сум дека ќе успееме во тоа. Сосема на крај, ја користам оваа прилика на сите вас, на сите оние православни христијани кои што го чествуваат Христовото воскресение, да ви посакам многу здравје, среќа, успех на вам и вашите семејства. Па следниот Великден заеднички повторно да се најдеме пред некој од православните христијански храмови и заеднички да го дочекаме Христовото воскресение. Ви благодарам и да сте ми живи и здрави.